Почитувани, денеска во серијалот Муабети месо, наш гостин, односно ние сме гости, во студиото на Рубин Димковски. Прилепчанец, музичар, аранжер, композитор, живот посветен на музиката, кој што, еве, на некој начин ја збогатува македонската музичка сцена, а сите ние како прилепчани особено се гордееме заради тоа што Рубин е навистина со децении присутен на македонската музичка сцена. Денеска ќе разговараме околу повеќе прашања поврзани со македонската музика, со неговите инспирации за творење, со она што досега го има постигнато и за иднината на македонската и на прилепската музика. Добар ден. Добар ден. И навистина топло добре дојде во твоето студио во кое што се чувствуваме како и ние да сме музичари. Ви благодарам. Добре дојдовте. И вие, а исто така и слушателите и гледачите на вашата телевизија. Навистина ни е чест и задоволство да поразговараме за повеќе аспекти кои што ги начнавме уште на почетокот, бидејќи ти како музичар заслужуваш многу повеќе, како и многумина наши македонски музичари, но сцената музичка е таква каква што е. Да започнеме со поводот. Што е поводот за нашиот разговор? Тоа е најновиот хит кој што го направивте со Филип Николовски и кој што веднаш предизвика големо внимание кај македонската публика. Да ни кажеш, бидејќи учествуваш тука многу во тој хит и како композитор и како аранжер и заедно со Филип во создавањето на текстот, има ли рецепт за хит во Македонија? Не постои рецепт. Едноставно ајде да речеме, може би да е рецепт кога е од душа и срце. И со позитивна енергија. Филипчо си е Филипчо, мислам го знаеме сите. Едноставно, па не знам по-позитивен човек во време, ја не сум сретнал. Исто така Филип, многу си се сакаме со Филипчо, и тој е обострано, и тој кога ќе дојде овде во студио, ја и една нота да отсвирам, тој ужива во таа нота. Тоа ти дава доволителен на фидбек, да ти се погрижиш и многу подобро навлезиш во музиката едноставно. И кога творам за Филип, толку е то прекрасни моменти се тие и во студио. Тој буквално секоја една нота ја доживува и секоја една нота ја слуша. А исто така и многу се тука дружби и седенки со Филип. Пошто Филип ми е редовен гостин, буквално јас кај да одам, со кој бенд да свирам, Филип ми е тука и како гостин, и некогаш и учествува, исто така и на проби, и тој на сите тие проби знае да донеси толку позитивна енергија и така да тука е вајда тој рецепт да со Филип правиме така една добра историја. Некој оди, некој брза, јас со тесна стигнувам, се смеам, ме тагувам и со радост живеам. Се смеам, ме тагувам и со радост живеам. Срце ми е како ракија, гори пене се крие. Нема лоша судбина, ако песна друга ти е. Срце ми е како ракија, гори пене се крие. Нема лоша судбина, ако песна друга ти е. Значи ли тоа дека кога музиката се создава од душа и срце, тоа веднаш ќе се препознае? Сигурно. Да, тоа ми беше и целта. Иначе рецепт за хит. Ние тука уживаме и додека твориме и работиме, меѓутоа никогаш не можеш ти да знаеш во секој случај. Исто така, мислам, знаеме од прилика како се слуша музиката, како се доживува, посебно ако исто свириш и настапуваш лајв свирки, тоаш веќе ти знаеш од прилика кај се движи слушачката клиентела, како размислува во поглед музички, ама сепак никогаш не можеш да знаеш. Не, никогаш не сте начисто. Дали тоа ќе предизвика внимание или не? Да, и баш ми е мило што еве со Филипчо и двете песни предизвика преубаво внимание и баш ни ја сватија
вистинската намера со песната. Другари, песни, кафани, секоја чаша моја приказна. Не ми треба жал ни солза за ова душа боемска. Не ми треба жал ни солза за ова душа боемска. Срце ми е како ракија, гори пее не се крие. Нема лоша судбина, ако песна друга ти е. Она што јас како публика можам да го кажам во однос на оваа песна и претходната заедно со Филип што ја создадовте е дека беше пренесено срцето на Прилеп. Беше пренесено она што Филип го чувствува и ти го чувствуваш и вашата взаемна дружба и се надевам дека ова ќе биде само почеток кој што дополнително ќе ви создаде инспирација за творење понатаму. Ти благодарам. Да, и тоа исто така, нели, во текстуална порака го пишуваме дека ова не е крај, туку е уште еден почеток, нели? Пошто после првиот хит, да речам, ајде само за добро да е, која што стварно многу добро поминавме, малце ми беше тешко да седнам и сега викам, мора да размислам кај би се движеле ние, Филип, а ние сме ова што сме. И малце така помина доста време, меѓутоа во краток период ја сработивме песната. Некогаш некои песни знаат да бидат и малце покомплицирани, да оди подолг период. Ама оваа песна стварно беше многу брзо сработена студиски, али многу долго размислување. И едноставно, каде сега, знаеш она што викаме во Прилеп, каде е после средно, нели, за фраканција. Така да и ние со само за добро да се баш сега викав чекај Филос, али пак успеавме да ја доловиме вистинската приказна која што ја живееме, таа прилепска душа, исто така и на вториот спот, нели, обично и Филип со сите колеги музичари тој живее. Тој цело време контактира со сите. Тој едноставно музиката е неговиот свет. И на сите ни прави толку преубави чувства да сите го сакаме. Секој еден музичар, што го знае Филип, и тие ужива, и Филип кога е во присуство наше, ние сите уживаме. И така да, и на првиот спот беа многу колеги, нели? А исто така на вториот сакавме да посветиме малце внимание и на постарите колеги, кои што претходно работеле. И така да мислам дека постигнавме една добра, убава прилепска приказна и се надевам дека нормално ќе продолжиме. Создавате ли нешто ново со Филип Николовски во моментов и дали може нешто да ве изненадување да кажем? Да, Филип, значи само по една недела од кога ја сработивме песна, вика сега вика Муце ме вика. Тој Муце ми вика. Вика Муце сега вика што правиме. А викам чекај Филип, дај да ја проживееме оваа песна. Али да, во секој случај сигурно дека ќе работи. Нема лоша судбина, ако песна друга ти е. Срце ми е како ракија, гори пее не се крие. Нема лоша судбина, ако песна друга ти е. Рубин, ти си ангажиран на повеќе полиња. Рековме, навистина твојот живот е посветен на музиката и затоа можеби тука со Филип сте на едно, бидејќи двајцата зрачите со иста енергија. Она што сакам да го прашам и да кажаме, и можеби некои од нашите следбеници, слушатели и гледачи не знаат, е дека повеќе од 2,5 години си член на групата Меморија, исто така паралелно си член и на прилепската група The Four, но создаваш и за други, значи си композитор за други музички имиња од Македонија, воедно исто така создаваш и за детски таленти, би рекла, и по тоа си препознатлив. Ајде сега за Меморија. 2,5 години. Колку она што ти го очекуваше се оствари во членувањето во оваа група која што е навистина легенда на музичката сцена во Македонија? Точно. Па Меморија, можем да кажем дека е институција. По фактот дека јас рачен, значи јас сум 35-тиот член кој што членувал во Меморија. Тоа се 35 музичари, тоа е институција, тоа веќе не е група. Значи имало премногу музичари во Меморија. Тоа што го очекував јас и мислам се оствари дефинитивно, нема подобро нешто за еден музичар
музичката кариера да работиш на овој степен е, мислам дека една кулминација, еден врв. Значи тоа е нивото кое што некој друг треба да го достигнува, доправа, во смисла на групите кои што постојат. Да. Па секој еден музичар, мислам, секој еден музичар уште од самите почетоци ти сонуваш и целиш на концерти со твоја авторска музика, Кога веќе тоа го доживуваш, знаеш дека си постигнал голем успех. Дали ја имаш слободата која што на секој уметник му треба во меморија? Да. Па апсолутно да, таму сме собрани, значи веќе мноштво на искусни карени музичари, композитори. И тоа е прекрасно друштво. Меѓутоа, јас уште од самата прва проба, јас кога појдов на првата проба, јас се почувствував подеднакво исто како да сум со нив 30 години. Значи, таа е некој си, може би, надворешен свет, некоја филозофија, исти начин на размислување во поглед на музиката, како би требало да биде ова, како би требало да биде ова. Значи, подеднакво исто, како да сме работеле 30 години заедно. Својот живот, својот пат, секој сам го одбира. Својот живот, својот пат, секој сам го одбира. Добро утро што ќе донесе сонце или сиви облаци, што и да е, само да е, добро да не престане. Идете! Што и да е, само да е, песна да се запее. Ај со песна ме убивам, со песна се радувам. Ова кратка е, ама наша е, така ни остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Има ли тука влијание она што пред повеќе од 30 години се создаваше, а меморија тогаш е креирана југословенската музичка сцена, бидејќи тука беа и зачетоците на многу групи кои што уште постојат и колку тие стандарди кои што тогаш беа внесени во музичката индустрија на тогашна Југославија се уште треба да се почитуваат и значат нешто како квалитет. Апсолутно да. Па не да значи квалитет. Па мислам дека тогаш и Петар Георгиевски Камиказа во МТЛ беше значи изглавен за забавната музика. Под негова палка се излезени сите тие хитови од Меморија, Оган под звездите, па преку Ареа, преку Зијан, Пушти коси ветер да ги носи. Тие се и зачетоците на македонската, после југословенската, меѓутоа во ист стандард како југословенската. И дефинитивно имаме зошто да бидиме горди. Се создавала многу добра музика. Ајде сега со меморија да завршиме со последното прашање. Што е ново што може да се очекува и каде се можеме да те гледаме заедно со меморија? Па да, прошлата недела бевме на пресконференција каде што го најавивме новиот концерт во Јане Сандански на 23 октомври. Ете покана и за вашите слушатели и гледачи, нашите прилепчани. Ќе биде доста интересно, има многу гости, пак концептот е многу интересен и така добар, одличен концерт очекуваме, а исто така и работиме паралелно и на нови песни. Значи можеме и нови песни да очекуваме во текот на годината? Да. Па до концертот треба да веќе албумот да излези, целосни албум кој што беше најавен претходниве 2 години. Svoj odpad, svoj odpad, svoj odpad, svoj odpad, svoj odpad,
со песна мале будива, со песна се радува. Ночна кратка е, ама наша е, таке ни остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Јас со песна мале убивам, и со песна се радувам. Ночна кратка е, ама наша е, таке ни остане. Како имаш време паралелно заедно, еве и со прилепската група до фор? Па да, малце е тешко. Тешко. Посебно јас пред концертот во Борис Трајковски, јас имав негде 80 проби со меморија. Тоа беше буквално се погоди да тој исто период имам доста работа во студио, исто така и со детскиот фестивал спремав песни. Јас патував секоја вечер Прилеп, Скопје, Скопје, Прилеп, дента работев во студиово, а од четврток па до недела со Дафор настапував низ цела Македонија по кафичите, али за музичар нема подобро. Значи, буквално јас и 24 сати да работам, јас се чувствувам прекрасно и преубаво. Интензивно темпо кое што дополнително дава енергија. Темпо и то со доста километри. Али фала му на Бога, живи здрави, имаме енергија и напротив уште толку, плюс елан. Има ли нешто што можеме да најавиме од Дафор? Па да. Со Дафор, како вика Грнчар, остално со дупено грне. Така исто и ние цело време се договараме сега ова да правиме сега ваква песна, да правиме сега ваква, ама некако имаме многу свирки, многу гигови, што би се рекло, ајде по-културно, не проамерички. Има многу гигови, така да цело време, малце попосле, така, али работиме. Успешно работиме. Тој е еден релативно многу млад бенд. Пејачи се Теодора Зеровска, Даниел Павловски исто, вокалини се, Филипчо Бурнески е на тапани, Андрејчо е на бас, јас сум гитара и Теди, како познат, нели Теди и Рубин познатото дуо, исто е ние клавиатура. Каде настапувате, каде можат да ве следат, да ве слушнат прилепчани или еве низ Македонија? Низ цела Македонија, значи кафичи, најт клубови, приватни забави, буквално, не знам, а исто така имавме и настапи во Врајне во Србија, до пред една година, така, и едноставно низ цела Македонија. И пошироко. Да. Рековме дека компонираш, би сакала малку повеќе да се задржиме за детските песнички. Колку се бара таа детска музика, колку детската музика е навистина детска денеска, бидејќи од оно што можеме да го видиме ние вака по широката публика, некако детската музика се повеќе наликува на музиката за возрастни. Но знам дека твоите песнички се навистина песнички за деца. Баш така. Тој беше и целта. Пред 8 години Гоце Балада контактираше со мене и сакаја да тоаш беа и со Драган од Кручево и тие беа двајца, вика сакаме да организираме детски фестивал. Дали ти можеш да ни сработиш, значи ние имаме идеја ова да биде вака, ова да биде вака. Нормално како секој почеток беше скептично, малце тешко ова, али веќе ние ова година е 8-та година завршивме со весели звончиња. И првенствено намерата беше да ние работиме во стилу баш на детски песни. Да не правиме као модерни песни детски, туку едноставно да биде, да има прекрасна порака, детска порака во секоја една песничка. И мислам дека постигнавме успехи со тоа. Пошто и веќе и 8 година, една година, две, ајде би рекле дека би било можеби и късмет, меѓутоа да обстаниш 8 години, значи нештото вреди. Се бараат ли детските песни, еве, како композитор сега? Не. Значи тоа си е... Или чисто фестивалски, кога има потреба? Кога има потреба, иначе не. Пошто реално и тие си сепак си се дечиња, кај ни пред се битна дружбата. И преку тој процес на дружење малце да навлези во музичките води да види тоа како е.
Во овој контекст јас би запрашала нешто што е се повеќе присутно во сите сегменти од животот, а тоа е вештачката интелигенција. Знаеме дека и во музиката има, и ние како медиум ја користиме доста често. Колку ти поддржуваш, не поддржуваш, како твоја порака би пренесле во однос на користењето на вештачката интелигенција во музиката, бидејќи тука навистина не доаѓа, барем според мене, креативноста на човекот до израз, туку ете нешто што е вештачко и нешто што не е човечки. Точно е. Па јас не би рекол така. Ја би рекол дека знаете како светот оди напред. Би морале ние да го пратиме, сакали или не. Вештачката интелигенција може да биде многу од помош. А сепак човечкиот фактор ја мислам дека останува. Не може вештачката интелигенција да го замени никако човечкиот фактор. Може да ми помогне. Значи, еве тука во студио, наместо да чекам музичар да дојде да ми отсвири, значи, или тоа е малце подолг процес, нели? Па овој бил слободен, овој не бил слободен. Сега тука имаш ти музичари кај што наеднаш одма Ги имаш на располагање. Меѓутоа, сепак е пак човечкиот фактор. Главен. Јас го одбирам, јас слушам, ја викам оваа труба, мене ми е добра, оваа труба ја земам. Значи, многу може да види од помош, а исто така и нормално светот оди напред. А сигурно дека ние не се очени одамна со тоа, значи, еве, ако земиме почетоците, нели, на Битълси, кога еден албум се снимал по 2 години. Истиот сам Пол Маккартни се смееше во 2000-тите години кога кажа дека сега се зачудив како ја можам цел албум да направам во еден ден, во 24 сати. Исто со компјутерите, нели? Тоа не беше тоа и нели, не беше вештачка интелигенција, ама беше на многу сличен начин. Сега веќе е на многу повисоко ниво, али сепак ја мислам дека ако се користи позитивно, зошто да не? Немам против. Да, но во одредени граници за да може да се распознае она што е човек. Да, и лайф настапо, сепак ти може и се да направиш, меѓутоа лайф настап бара знаење и умешност. Нема тука вештачка интелигенција. Па, ако би излегло и понатаму, тоа ще веќе друго, али да. Рубен би те запрашала нешто во врска со еве нашата музичка сцена. Македонија е позната по таленти. Значи ми треба можеби 3 дена за да ги кажеме кои се од Македонија и од забавната и од фолк музиката произлегле. Но она што може да се каже, барем според поголемиот дел од публиката, е дека музичката индустрија во Македонија никако да дојде до израз и никако да можеме да се, барем да се приближиме до она што се случува во Србија, Бугарија, Хрватска и така натаму. Што е она што треба овде за да имаме и ние значајни фестивали, да имаме значајни музички имиња, освен Владко Стефановски меморија, Каролина Гочева, тие што се сега, Калиопе и така натаму, можеме ли да се надпреваруваме и што ни треба? Можеме повеќе, сигурно мислам, не. Ајде да би го нарекли надпревар, мада, видим, исто така процентуално е. Јесте 2 милиони држава, така? Во поглед на процентуално, пак мислам дека тука сме со сите земји. Единствено нешто што може би е различно, што продукциски малце затајуваме. По некој си поглед, може би тоа и надворешните влијанија, навиката на времето, како се слушаше, нели, страната музика, така? Може би и тоа е еден прашалник кој што... Али стварно не би имал одговор. Факт е дека имаме премногу, факт е дека сите се премногу добри. Значи, почнувајќи од Лепи Сол, легендарните, Владко Стефановски, значи, од Калиопи Тоше Проески. Значи, ние сме имале, не да имаме, имаме многу, премногу. Исто така, и до ден денес се твори музика и се работи. Меѓутоа, може би, некако не е баш, немаме некој простор каде што би се движела таа музика. Ама, тука има и многу други фактори. Фактор каде што медиумите како медиуми
Мислам дека овие нови генерации воопшто не следа медиум. Да. Тие си следаат тиктокови, си следа нели инста, такви ствари. И сега, значи, не знам, тука би требало некаде можеби да се пронајди некој си пат за македонската музика. Али јас сум само како единка музичар кој што многу и не размислувам на таа тема, едноставно јас уживам во музиката и во творењето. Прашање поврзано со ова, може ли да се преживее од музика во Македонија? Тоа е тешка тема. Или треба 25 часа да се работи? Па да, може. Меѓутоа сигурно дека е тешко. Не можеш да ги споредиш некој работи едноставно, меѓутоа како што кажав, ние музичарите до последно си останеме на музиката. А дека финансиски не е сјајна ситуацијата. Не може да биде сјајна, не може да кажеме дека е сјајна, меѓутоа ајде да гледаме позитивно, дека во иднина би се подобрили многу други работи и така. И еве сосема за крај, бидејќи прилеп во сите овие разговори што ги правиме и за промоции и за подсетување, Прилеп како град е препознатлив по мермерот, по тутунот, некогаш беше по спортот, за жал сега го нема. Според тебе, дали е Прилеп музички град и што треба да се направи за навистина овие таленти што ги имаме во Прилеп? Еве деновиве музичкото училиште организира настапи на отворено, има над 300 деца кои што се во тоа музичко училиште, да не зборуваме кои што заминале на академија и така натаму. Дали е Прилеп музички град? До песна се радува, ноќва написа, друштво нека е, тоа ќе остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Па сигурно и покрај тоа имаме основно музичко училиште, нели? Кое што сигурно дека допринесува да понатаму се развива. Еве исто така јас знам тука доста имам млади таленти од Прилеп со кои што соработувам и работам. И мислам дека е позитивно или од секогаш има. Има во Прилеп од секогаш музички групи, значи многу добри музички групи, музичари признати, почнувајќи нели од Блага Петреска така, Нина Спирова така. Снимале премногу. И имаме. И мислам дека и во иднина би требало да продолжи на уште подобро. Чак и сега со овие нови услови. Еве сега мислам дека и се отвори вежбална, што во Прилеп за прв пат. Музичка соба. Која што реално би требало да изникне од таа музичка соба, би требало нови генерации на нови музичари, бендови да изникне. И е одлично. Твојата порака до сите млади кои што се одлучиле животот да го посветат музиката како и тебе? Нема, само слушање на срцето, душата, љубовта спрема музиката и тоа е правиот пат. Можеби во капитализмов денес финансиите играат огромна улога, меѓутоа сепак љубовта, како што кажавме и со АИ, нели и со вештачката интелигенција, така и со човечкиот фактор, љубовта спрема нештото одржува да бидеш задоволен и среќен во животот. Тоа е најважното. Да, меѓутоа и бара жртва. Реално и бара жртва, бара многу макотрпна работа, многу сати работа. Малце после може би иди до некој разочарување, кога гледаш дека тие сати на работа може би не се толку исплатливи, али сепак и кога и пак би се родил, па би бил ова што сум сега. Благодарам. Фала ти ми. Благодарам и на вас. Срце ми е како ракија, гори пе не се крие. Нема лоша судбина, ако песна другар ти е.